Драги мои, добре дојдовте во уште едно издание на подкастот Бизнис муабети заедно со Фактор МК. Јас сум Мишко Иванов. Во оваа епизода, во овие горештини ќе ви понудам едно интервју кое што ќе биде исклучително добро за гледање и да се насмеете, но секако да бидеме и сериозни. Наш гостин Васко Тодоров, К15, или ако сакате повеќе Тошо Малерот. Говориме за К15, но говориме и генерално за она, ако сакате бизнес приказна или приказната, личната приказна на Васко Тодоров. На самиот старт, секако поздрав и до нашите спонзори, Форма Нова, секогаш близко до вашиот дом, размислувате веќе за реновирање по дома, имајте на ум дека Форма Нова е секогаш овде, како што е овде и за нас, за овој амбиент кој што го имаме, така ќе бидат и за вас, бидејќи тие се тука и достапни кога се во прашање цените, а за квалитетот и воопшто да не правиме муабет, бидејќи е на завидно ниво. Гледате уште една епизода на Бизнис муабети на Фактор МК. Овој пат, како што најавив, наш гостин Васко Тодоров, К15 или Тошо Малерот. Васко, добре дете. Добре најдов. Како си? Одлично. Секој со тебе кога седам ми е добро. Се договаравме колку поприлично баја ги време, не меѓутоа може да се врските најдеме. не дозволуваат. Па добро, јас сум со смени, јас сум во СОС Деско село. И баш со смените и ти не знам како си со смени, јас знам како сум. Да. Ти веројатно сам си ги одредуваш смените, Добро. јас Ова СОС детско село е исклучително сериозна приказна и апропо ова најсериозна и да. најблагородна. Апропо ова со смените, знам дека си, бидејќи го се договаравме, како беше, баце до 8 сум на вечер, па потоа со деца идам на одмор, одиме Да, до струга, така беше. па не знам, по 12 часа Да, се менјаме, зависи кога како. Бара? Зависи ако е некој, молам. бара трпение, каква е таа работа, се обидувам да влезам во вас Знаеш од другата како? страна, бидејќи луѓе сите ве прецепираат како нели Тошо Не, Малерот, меѓутоа. да, окей, тоа се, знаеш, мене, тоа ми било прво, јас така и почнав. Јас, знаеш, кој ќе ме прашаат, ти воспитувач, викам, па К5, јас цело време работам како воспитувач. К5 си имаше многу воспитна функција, само кој е разбрал. Има тамо многу пореки. И јас, тоа ми лежи мене, јас работам со, знаеш, кој ќе ме прашаат мене, вика, што работиш? Ти викам, си гледаме деца. Ние работиме со тинејџери. Значи, СОС е сериозна приказка, многу голема и баш работиме со деца, ние сме воспитувачи и покушаваме да ги изведеме на прав пат. Ти си Колку ме социолог да бидеш по користи, вокација. јас сум социолог, да. И сега, тоа е специфична Многу е генерација. специфично, многу Тинеџери, ние да работиме, пубертет, да. се мало во глава. Од 14 до 18. Тоа меѓутоа имаме добри деца. Имаме одлични деца, нормални деца. Ние работиме со многу нормални, убави, фини деца. И ние само ги насочуваме. Значи тоа не се работата. деца кои што се оставени од родители, туку кои што и службите надлежни ги имаат. Имаме секакви деца, секакви деца има. Значи не се само не работиме ние. Тие се, значи живеат најнормално. Ние не ги гледаме така. И јас не би го зборил, јас не би зборил на оваа тема. Ние сме и родители, се сме им на тие деца. Живееме Задачата- заедно, ние живееме заедно со тие деца. Задачата е да ги извадите На прав условно пат, кажано, на прав апсолутно, пат, да. условно кажано, се е Не условно, условно, се е туку, условно, не е условно, знаеш. ние работиме на тоа, нема условно. И секојдневно, ние живееме тамо. тешка е работата. Види, специфично е, не е тешка. Ако ти лежи тоа, не е тешка. На некој, ако не му лежи, не е секој створен за таа работа. Не е, значи, не е едноставна, воопшто. Меѓутоа, знаеш, ако најдеш разбирање со децата, се е лесно. Да, затоа реков Тоа специфична зависи од генерација. воспитачот, тоа зависи од Затоа воспитачот. Пубертетски период е тоа е најспецифичен. Добро, за СОС можеме ние една цела емисија да направиме, бидејќи И тоа ќе е направиме на една цела сериозна емисија, тоа е приказна. многу благородна приказка и многу луѓето не знаат за СОС. Чуле за СОС, меѓутоа не знаат за што станува збор конкретно и треба да дознаат малку што работиме ние и како работиме. Ние сме една хумана, најблагородна институција што постои. Ние сме, како да ти кажам, вдомуваме деца.
Да. и ги воспитуваме. Уште ова само, има предрасуди спрема тие Нема деца? зашто Кои ќе никакви. излезат надвор, например, кога ќе се А, соочат? мислиш дали се прифатени? да. Не, нашите деца се најнормални, имаат најнормални услови, имаат и подобри услови од некои деца, условно речено, што живеат во биолошки семејства. во што био- да. Нашите деца се најситуирани. Не, ово го прашам, пошто ние сме да. малку како Нема, стракнати како ние сме држава. малку, средината е тоа, меѓутоа нема ништо. Ние имаме многу успешни деца што се излезени од СОС, што се успешни во животот, во бизнисот, фамилиарни луѓе, се има. Браво. Васко Тодоров, бидејќи се бизнис муабети, првите заработени пари. Сега, Првите толку за заработени SOS, бидејќи пари ќе збораме, сега, СОС го Да. кажавме, да. Сега сме тука Васко Тодоров и Мишко. И првите заработени пари во животот или од К15, па или генерално? До К15 генерално. ќе дојдеме. Прво До што К15, да. првите заработени пари па 88 јас уште студирав. На татко ме му викам, сакам да работам. Вика, чека бе, вика, заврши факултет ке работи. Викам, сакам да работам. Запосли во некој магазин, работев 2 месеци. Земав некој, не сеќавам колку, нешто ситно, па после возев камион, пошто ја бев шофер во војска, ги имам сите дозволи за камион. Возев камион низ Македонија, разнесов некои млечни производи, некои 2-3 месеци. Тоа ми беше првиот работен ангажман што сум земал некоја пара, ситно. После тоа свирав по кафани. Јас сум музичар. 90-91 година свирав, имав тројца бевме, бенд, свиравме по кафичи, повеќе. И по кафани сме свирале. Свирав бас. Јас сум гитарист, уствари, ама тогаш гитарата беше зафатена и јас свирав бас на 2 години. После тоа во Идризово, воспитувач, кога дипломирав. Ај, да, и таму беше. Не, тамо бев, во Идризово бев воспитач. Јас сум така почнав јас како воспитувач. Само ова нема врска с тие две институции кај што работам сега, нема везе. И после тоа Радио Нома, Канал 2000, Радио Нома се отвори. Ние, уствари, тие ликови, Буба беше уредник на забавна редакција во Радио Нома и јас и Бане бевме хонорарци. Ние почнавме таму да ги пишуваме тие монолози. Значи, Тошо Малерот и Миле Паника се појавија како радиоликови. И тие монолози беа многу слушани тоа време, од 93 година. И така некако тројцата седнавме, се најдовме, знаеш, по фреквенција. Да. Кога се викаме, кајде ќе правиме нешто заедно, К15 почна како... Јас напуштив работа, Бубо напуштив работа, Бане работеше у А1, беше заменик директор. Сега ние напуштаме работа и... Значи, К15 94-та, па едно добри, концертот на стадион, значи се дигна ука-бука тоа, К15, пикот го фати, прво луѓето се чудеа што е тоа, после им легна, и ние немавме денар дома. Јас доаѓам дома, значи, улици се празни за К15, и јас моите пензионери им викам, дајте 500 денара, ќе ви ги вратам. Се овие ме гледаат моите, викаат, сите им збора за К15. Вика, овој син ми или е кретен, или е наркоман, или е коцкар, или е будала, или све, или 4 уедно. И ме гледаат, ќе ми дадат 500, викам, ќе ви ги вратам, да се купам цигари и бензин да станам, да. И после го направивме концертот на стадион, земавме по некоја пара, после К15 продукција си ја направивме фирмата и пази, кога почнавме ние нити знаевме колку ќе трае и дали ќе трае, знаеш, К15 луѓето одлучија дали ќе трае. Ние може, знаеш, може да ти кажам, скечот е многу добар, до утре са бајле, ти ќе одлучиш дали ќе го гледаш. И многу е добра песната, слушај, молим те. Луѓето одлучија К15 да постои. Ние влеговме у тоа и го извозивме 20 години. Сега е 30. Сега годишница 94 30 години. годишница, 30. К15 траеше 20 години, а 10 години не постои. Ти фали ли К15? Па Искрено. ти кажам искрено, види, тоа ни Си лежи, ти ние имал. за тоа сме го правеле, знаеш, ние кога би го правеле сега К15, луѓе цело време ме прашуваат, ке ме сретат на улица, и што ги познам и што не ги познам, ние физички не може со тој квантитет да го правиме К15. Идеите не се проблем. Физички не може да се издржи тоа. Ние не сме се оделе дома по 2-3 дена. Знаеш, тоа е бекстејджот. Не, секоја планина своја тежина, никој не ни го наметнал на нас тоа, ние сами сме го одбрали, сами сме го одлучили и сме го правиле затоа што знаеме да го правиме.
Ама сепак е и работи и задоволството. Апсолутно, апсолутно. Па нема поголемо задоволство и поголемо, знаеш, до ден денес јас гледам, значи К15 заврши пред 10 години. Млади деца, тинејџери и помали, луѓе, деца што не биле родени, што се родени од кога заврши К15. Тоа значи, тоа е најголемо признание за нас. Значи дека сме оставиле нешто што трае. Колку ќе трае, ќе си каже сама. Телевизија вести знам дека не гледаш, знам дека знаеш дека имаме нова влада. Па не, тоа знам, само тоа знам. Стварно не сум гледал давно Вака столчето, окей, така, апропо за колениците прашувам, да не... Тоа си го фатил така за во... Дека, сега малку личи ова на бизнис класа, предпоставам. Да, лич, како не, бизнис, како не, уште пред да дојдам знаев дека така ќе биде. Нема што да гледам. Дајте ми го концертот малку, дај ми го концертот малку. Одиш 500 денари немаш за К15. Да, концертот беше 95-та. Неочекувано. Неочекувано. Сега вака беше и значи се дигна голема прашина. Ние сега ти кажам, ние првиот циклус почнавме во Ајаден. И ја работев во Идризово уште. Значи до 3 саат работам во Идризово, после 3 саат Снима скечеви. снимам скечеви. Од еден крај на друг крај. И снимивме 8 епизоди, гледаме и прекинавме. Тие се као пилот или... Не, пилот, не, си одеа, си- К15 си се појави, си одеше. Баш се сегам, 23 ноември 94 е првата епизода. И снимивме 8 епизоди, онака нешто, добро, окей, се дигна нешто прашина, гледаат луѓе, не гледаат, да се дигна фама и добро. И престанавме. И ќе спомнам еден лик што е многу битен у К15, Алјоша Руси. Алјоша Руси е легенда македонска, ако си чул. Не, јас сум слушнал, ама прв пат го Слушал, слушам Алјоша. дека ликот е во... Ликот, сега да ти кажам, Алјоша Руси ни беше пријател, он е легенда медиумска, у МТВ беше, после беше у... не знам кај све не беше. И не собра Алјоша Руси. И вика, зошто прекинавте бе вие? И ние појма немаме зошто прекинавме. Одма да продолжите. Викам, нема ни, па и они најде некоја реклама, некој 2-3 илјади марки беа тогаш, се тоа, и ни најде некоја реклама, нешто, да покриеме нешто, трошоци, ово, оно. И направивме уште 5 епизоди. Со 13 епизоди се дигна таква фама, тоа беше, значи, буквално. И викаме, не знам, викаме, ќе правиме концерт на стадион. И го напунивме стадионот. После 13 епизоди. Тоа е 29 јуни 95-та. Тие датуми ги памтам. Јас сум из Ветран, ама тие датуми што се многу битни и ги памтам. Имавме околу 6-17 илјади. На Значи градски. двете на градски уште не беше направен, значи јужна и двете исток и Така да, запад до исток. пола. Пината на пола и дојавме со хеликоптер. Ни дадоа хеликоптер. Јас се сеќавам многу. Јас сеќам, да, со хеликоптер. После нас концерт, после 2 недели имаше Лепа Брена, она беше значи у пикот беше Лепа Брена 95-та. И она имаше толку публика. Па ние сме први домороци, уствари, што го напунија стадионот. Никој не го, после нас го напунија, Тоше беше мал, Бог да го прости и Тоше. беше Тоше мал. беше дете, Добро, нема Тоше врска. после го- Не, Тоше, после да. го напуни. Се, први домороци што го напунија стадионот, Сте вие, македонци сме па ние. Брена, па Чола. Не бе, Брен, зборам за домороци за македонци. домороци, За да. Македонија Домороци, зборам. само вие и Тоше За стадион, Македонија. да. Тоше е после. Да. Тоше го напуни Тоше беше се први домороци за Македонија зборам. Сме ние. Па, Преку значи, 16. оваа година имаме 30 години К15, до година ќе имаме 30 години од тој голем концерт на К15. Колку пари собравте тогаш? Да ти кажам, не И ми Джаро, текна. Па лесна собравме по луземија. некој, И по на Джаро некој. лесна луземија, тој обично... И Джаро, не, ни беше, сами го правевме, ние концерт. Джаро Не знам зашто легенда. тогаш немало тоа сметки едно друго пари во вреки се Слушај, носели. Джаро, сега ќе ти кажем една приказка за Джаро, ќе го спомнам за убаво. Джаро раскаже една приказка на времето, кога бил млад, ама помлад. И женска некоја, фатил. И вика, седиме, вика, јас, женската, мајка и татко й. И сега мајка избори,
Pa dobro, kaj го најде овој, гледа, он постар од неа, баги, kaj го најде овој, види колко е стар, вампир, ваков, вампир, онако, татково кјути, едно време татково се умешава и на жена и вика, па добре, па болje со Джаро него со некој хоштаплер. Он си го кажа тоа. Овој хоштаплеризам, он е ректор. Да, А цар, вели, хоштаплеризам, тоа ја у суперлатив го зборам ова за Джаро, Джаро, легенда. Ние сакаме можеме да збориме Убав човек, прекрасен лик. И колку пари се собра од концертот? Колку беше карта? Да ти кажам, не ми текна. Карта беше 250 денари. Карта беше, имаше многу деца. Да, еуфорија. Па ние кажавме, знаеш, ние продадовме околу, па не знам сега, стварно не ми текна, околу 10.000 карти продадовме, море не 10, околу 12.000 карти продадовме и многу народ надвор собран. Да. И ми рековме, имавме многу обезбедување. Имавме преку 60-70 души обезбедување, значи да треба, имаше и деца, имаше се. И им рековме на вратарите, кога ќе почне концертот, отворете ги вратите. Сите да влезат. Што доште пред стадион луѓе, што не купиле карти. Така направи. 200 денари беше скапо тогаш? 200 или 250 денари. Па не беше. Да. Па не беше. Скапо. А тогаш, сега не можам да се сетам на годините, јас знам, тогаш беа излезени песните веќе? Тогаш беа излезени, сега ќе ти кажам кои песни беа. Билјана беше излезена. Билјана Сајла немаше, Шуруп не беше излезена уште. Билјана Сајла немаше и Дедо Мраз од Коњари беше излезена. И Градинарот, претпоставам. Не, Градинарот не беше. Не беше излезен? Не. Градинарот е после. Градинарот. Ние тој концерт го правевме со Тоше Попсимонов. Кај Тоше снимивме ние Јо имаше една песна, Дедо Мраз од Коњари и Билјана Сајла немаше 3 песни. Концертот беше генерално скечеви. Имавме 3 песни. Тие се после снимени. Шуруп и кај Валентино Скендеровски и кај Владко Георгиев. Кај Тоше мислам дека 3 или 4 песни имаме снимено. Па ние имаме снимено преку 20 песни, 21, 2 песни. Па тој 3 албуми, брате, ако собереш. И имаме, тие песни си изработени, фино, музички. Сите беа, кога се појавија, баш беа хитови, се вртеа и по радио и по сегда. Па можете за 30 годишнина да направите еден концерт, јас сум убеден дека ќе Па не, тоа го збориме ние уште од кога завршивме, од кога заврши К15, дека фали еден концерт да направиме, уште стои таа идеја. Ке видиме. Да еден концерт баш би го направиле К15 and Friends. Би го направиле. И би собрале све што вреди, што важи во Македонија, и баш еден стадион може да се направи. Комотно. Јас гледам дека уште е жива, уште е гледана таа приказка и многу луѓе се интересираат. Јас секојдневно кај да отидам, луѓе што не ги знам, тие што ги знам него. Ми збора за К15. Јас некако потојно убеден сум дека вие уште ги немате ставено копачките на... Па не, ги немаме ставено. Ние дока сме живи, нема ставање копачки. Ги немаме ставено. Прашање на време кога пак ќе се случи некој ние сме спој тука. за да се појавите, идеја, креатива, тоа постои буквално се, но ајде, можеби ќе го отвориме тој муавет. Само знам дека К15 и тоа како недостасува во овие времиња. Гледам. Иако нас се ни е, некој се замислуваше ова дури ни К15 не би им текнало кога ќе гледаш. Да, репер е К15, репер, ова не е ни звук К15 ова, да не би им текнало ни на нив ова да го направат, да. Така што во секој случај не се обесени копачките, никако не се обесени. Ние сме додека сме ние живи не се обесени. Ќе видиме. Сега за сега така стојат работите. Ќе видиме понатаму. Васко, колку пари, може многу повеќе да се вратат, претпоставам, пари кога е К15 во прашање, затоа што вие и со Буо кога разговарав, вие имавте и сериозни понуди, бевте и со покојниот Иво Луренчич, имавте една епизода во Србија, потоа имавте и една епизода во Турција, ако не се лажам. Имавме, пробавме и тамо со преводи со се, епизода во Србија. Не епизода, тоа мислиш епизода, мислиш дека епизода од животот или од кариерата на К15. Не, ние снимавме реклами тамо, ние пробавме К15 да го со српски превод да го ставиме во Србија, да се емитува тамо. Јас мислам на тоа, за тоа дека збориш. Да.
Па тоа почна нешто и така остана. Не се случи ништо. Јас сега слушам, мене не ми се веруваше, вика, у Србија знаат за К15, викам, каде викам знаат у Србија? Знае ли у Србија негде? Не знам кој знае. Не, па не знам, стварно немам појма. Не знам, баш ми е драго ако знаат. Тоа беа златни времења, тие беа златни времења. Океј. У Турција исто пробав со турски превод, меѓутоа тамо не ни успеа, пошто со погрешни луѓе разговаравме, јас нешто пробав тамо да видам некој многу битен продуцент, уствари нема врска, не бил битен, нешто така остана и тоа остана Но така. некако изгледаше вака навидно сериозна Па приказната имаше, не, ситуација. се надевавме дека може нешто, меѓутоа не испадна ништо. И сега, К15, кога го достигнува пикот во однос на финанси, во однос на пари, кога сите сака Тошо, не знам, Види, пари Миле и немало у Вицацко. К15, ние имавме живеачка, сега ти кажам, значи пари пикот го ние имавме плати. Фини, културни, коректни, ние имавме цело време со кредити и под кирија. Па добро, Па бизнес. да, не, имавме, ние можевме од тие реклами, тие нашите реклами беа успешни, луѓето ги бараа. И од рекламите ние покривавме се, цела екипа, ние живеевме од тоа. Меѓутоа немало големи пари, ние не сме виделе големи пари, ние имавме плати, зимавме убави плати. Баш убави плати. Ние не сме имале на страна пари некои, не знам какви. 20 години со кредити, значи сме отплакале сериозни кредити за монтажи, за камери, за опреми, за кранови, за се што сме зимале. Немало пари у К15, никош не сме имали ни на сметка повеќе од 10.000 евра, од 5.000 евра, стига за плата. Да, тоа. Имало обрт. Да. Имало обрт, цело време се случувало нешто и ние не сме знаеле, знаеш, ние кога ќе почнеме секоја година, 20 години, секоја година нов циклус, ние не знаеме колку реклами ќе има. И не знаеме дали ќе има. И не знаеме, ние така се живеело у К15, ние немаме и да имаш пари па да складираш, па и К15 се снимало епизода за епизода. К15 е оригинален концепт од многу аспекти. Сите серии играни се снимаат по 10 епизоди, па после почнуваат да се пуштаат. Ние епизода за епизода сме снимале. Значи, у сабота оди епизода, прайм тајм. Наредната епизода поима немаме што ќе биде. Да. И нема болен, нема нерасположен. Си се фатил на орото, ние сме договорени со термини, со реклами, со клиенти, со се живо. Познато ми е тоа. Да, тој е принципот. Сите серии се снимаат, ќе снимат минимум 10 епизоди, ги пуштаат и после на раат се снима. Не, ние почнуваме со првата епизода, втората поима немаме каде е и како ќе изгледа. И ја некако така работам и веројатно тој притисок овој што не, се не, нервира дома. Тоа се дека нервира нив им дома, создава да, притисок. ним созда, не така е работа, Викам по ти, тој принцип. Ти уживе, не се замара, викам ти дома, јас си мислам за тоа. Ама Кап- кога ќе снимаш? Да. К15 со ван стандарди е работено од сите аспекти. Колку е? Се сеќаваш ли колку е нескапата реклама? Па не, кај нас рекламите беа по 20.000 евра. Марки и евра. Да. Меѓутоа, тоа е многу малку пари, затоа што, пази, без сега, па ти кажам, без лажна скромност, немам ја 30 години К15. Значи, кога ќе се појави реклама у К15, тој преку ног станува број 1. Сме имали примери, вика, продавам 2 шлепери некаква роба. Кога ќе излезе рекламата од К15, почна да продава по 10 шлепери месечно. Така да рекламата е без пари. Кога да видиш? Кога да видиш? Најко да на крајот видиш, ден, е бакшиш, да. Баш така. Па 20.000 евра и сега може, не знам како ќе не сватат луѓе и не е нешто претерано. Ама ништо не е. Не, ништо не е. Ти сега реклами што Значи снимаш. треба да ја смислиш. Ама што, ништо како. не е, ништо не. Ти Пошто ефектот да го видиме. Дека на луѓето им изгледа онака, ќе се појават Сега они да ти на кажам, зазанција сега на- да ти кажам. Алкалоид, ние многу реклами имаме снима за алкалоид. За Пронал. Пронал е боја за фарбање. Он има и таков производ има. Уведоа трета смена, која снимавме ние рекламата. Што збори? Да, тоа зборам, ова е 95-та. Цел град беше со наши билборди. Тоа е за алкалоид. Трета смена уведоа за Пронал. Тој имаше некој дубле, дабл, тие мастики. Тие се и вика продал, не знам, во 2 шлепера почнал да продава по 5 шлепера, од кои се појави рекламата, мастики, пази.
И му дошле он представник од Полска нешто, филијала некој, и му дошле од Полска ли, од Чешка ли, да видат да не прави реекспорт. Немогуче бе, вика, нема 2 милиона држави, вика, толку мастики да се продаваат. Да. Така беше, значи, ти кажувам, по 200%, по 500% зголемување на продажба. Буквално со такви параметри беше. Ти кажувам, алкаловид трета смена уведо за пронал. Тоа е оно што некако ни недостасува нас. Што? Па, Што ни недостасува? Нешто се ни недостасува, ни фали нешто. Многу лесно се откажуваме од работи кои што барем за момент, знаеш, ќе те насмеат малку, лесно се откажуваме од сатирата. Таа политика не уби. Таа политика и бизнисот губи на крајот од денот. Интересно беше, со кажа, ние 20 години по 2 пати се смени двете гарнитури. И СДС и ВМРО. Албанците си се, окей, они се менјаат исто, ама окей, мање се. Зборам за, окей, добро. И знаеш, генерално, кога се опозиција, обожаваат К-15. Кога се на власт, не може да смислат К-15. И тоа по 2 пати се десило, да? Кога се опозиција, пошто ние сатира се прави на власт, не се прави на... И опозиција се спомнува, ако правиш сатира, прави. Тоа е сатира. К-15, знаеш, К-15, луѓето го сакат, К-15 е искрена приказка. К-15 се е вистина. До запирка. Да. Се што е кажано, се е вистина. Најјако е што... И до ја викам, К-15 е документарец. Буквално е документарец. Добра идеја ми даде, треба да направиме баш документарец. Не, ба, ние го збориме и тоа, ама ние да се собереме никако за К-15. За К-15. Па ти ако сакаш направи, јас Ико ќе правеше, јас ако не ти, Ико требаше да прави, Илија Каров, Ико ни беше, Ико е пораснал со К-15, он е и режисер на К-15, на многу циклуси. И се договараме, ама никако да се договориме, сега и цело време, треба да направиме, треба, од која заврши К-15, треба да направиме, знаеш, документарецот е бекстейдж. Треба да има некој запис. Бекстейдж е тоа, како се правело, зошто се правело, кој го правеле, како се правело и зошто го сме го правеле. Тоа е документарец. Бекстейджот е документарец, е тоа. И се договараме уште. Ќе го направиме. Чувате снимки? Како не, цела архива чуваме. Архивата? Цела архива. Тоа е неверојатно богатство. Тоа нема... Архивата не знам е огромна. дали архивата на К-15 има цена. Па ја не знам дали има цена. Нема цена, тоа се милион идеи, мозоците ни се истурени тамо на нас. Милион приказки. Знаеш, секој скеч е посебна приказка. Има почеток и крај. И еден скеч со друг нема врска. И тоа се многу илјадници, многу илјади. Зошто кај нас сатирата, барем кај политичарите, не поминува? Не знам што Па јас не знам што. И јас не знам што, па не поминува се. Види, ние не сме имали реакции никакви. Од никого. Со сите политичари се знаеме, од сите партии. Но сите ќе рече, да, бе, добри, ќе ви Не, велат добри сме, сакаме, ама тоа. Пари од државата не сте земали. Не, никош, денар нема земено. Култура не ви дава? Не. Вие што естрада, како? Па ние сме тамо на посебна листа. Јас ќе ти кажам, Министерство за култура и подвајза да ова ти кажам пред години, па изгледа сме на посебна листа, не знам што е работа. Јас пред години ова, пријател еден, вика, многу години ова, мислам дека и пред 2000-та, и вика, или после 2000-та, тука не е битно кој е на власт. Зборам за истиот однос е, не е битно. И вика, знаеш, вика, сакам да конкурирам документарен филм некој 4-5 марки беа тогаш. Вика, ми треба продукција, вика, некоја постојачка. Ние сме прва продукција в Македонија приватна што правела играна програма. Немаше продукции тогаш, после се отворија некој. И имаше и други, после и Томато и не знам кој беа. Има продукции сега, има многу продукција, ама ние сме први. Но не знаете што е продукција. Па не знае што е продукција. И сега ми вика да ставам, вика, во формуларите, вика, продукција ми треба некоја постојачка, вика, не мора и ние да го работиме тоа, само да стои тамо, нели, да конкурира. И викам, друже, викам, стај К-15, викам, ама не би те препорачал. И сега човеков не ме разбира. Си вика се, овој некаде, не бе, викам, нема проблем, стави. И става К-15 и не добил пари.
И после некој му шепнал од министерство, му рекол, ако не пишуваше К-15, ќе ти дадеа пари. И тоа не се случило еднаш. Имало ли непристојни предлози за К-15? Понуди, Па немало директни. финансиски? Немало, имало, Имало. немало. Имало и немало директни, многу малку имало директни. Немало, ајде, така ќе окрстиме. Имало или не? Имат, немат? Немат. Имало, ама ништо конкретно не се десило. Вака ќе заклучиме. Да. Имало, ама не се случило ништо. Кој највеќе го нервираше сатирата? Немам поема. Не се... Немам поема, макар да се не поддржи? знам, кај знам. А кој Со сите најдобро сме ја се прифаќаше? почитувале. Кој едва сакаше да го има во К-15? Има и такви кои што сваќаат, например, по принципот на Мадона, и лоша реклама Па е имало добра ретки, се не ми реклама. текно. Замислам дека сакал таа го има? прва генерација на експертска влада кај што вие правите синхронизација, например, Да, на Јане Милјовски покојни и тука Јане ни беше добар пријател, Јане беше, Бог да го прости. Они дури Не беше добар лик, одличен лик. Јане баш го спомна. Да, Мој професор ми беше. драг пријател, Јане прекрасен лик. Бог да го прости. И многу се имаме дружено со Јане. Јане беше рок н рол, џез, убав лик градски, прекрасен. А и Джес и кога одев Ама не, јас сум бил кај него дома на гости. Јане имаше таква колекција. Јас сум учел од него. Убав, прекрасен. Мислам дека таа прва генерација оно баш дури ужива во тоа сатира. Дури ја Па не, ја сатирата сваќаа како другачие. начин на корекција. Ама на... другачие, ти пази. Значи, тоа е до кој како, знаеш, кој како го разбира тоа, на тој што му смета, значи, нешто има проблем кај него. Значи, стварно е таков, изгледа, или не знам што. Сега нема везе, стварно е каков таков. Знаеш, еве ти споредба ќе направам со енглези. Монти Пајтон, Да. Ројан Аткинсон, Црна Гуја. Значи, Монти Пајтон партали ги направи, и Круна енглеска, и и Црна Гуја, ти текно Црна Гуја. Све. Кралицата му Све дава партали. медалја и му вика, мали, добар си да продужиш. Молим лепо. Тој момент недостасува. Па тој момент недостасува сега. Вие дури сега тоа е. добивте така од Пендаровски Ние што од добивте. Стево Пендаровски ни даде К-15 медал. како- Прв човек, јас Стево сеј да го кажам, Стево Пендаровски е првиот човек што се одважил да ни даде официјална државна награда за К-15. Ние не сме добили ништо. Никаква Не награда сме ни сега. очекувале да добиеме нешто. Мене ми изненади, знаеш, мене кој ми се јави, јас се извадив од памет. Ми се јава, стварно ти кажам, Стево ми извади од памет мене. Ми се јава шеф, тој што ми у кабинет, се вика Тоше. Јас не го знам. И ми звони некој телефон, јас се јавам на непознати број, пошто не дужам нигде. И ми вика, добар ден, вика, се јавам од кабинетот на председателот, јас за малце ќе го отерав. Вика, вика, треба да добиете медал. Викам, кој си ти, бе? По телефоне. 20 разбравме. Ја ќе го отерав сериозно. И после ми напише порака, викам, ој, некој се заебава, вика. Која награда ние, што сме добиле ние? Викам, ние не сме добиле ништо. Ја, кога ги кажат награда, ја вака правиме. За малце ќе го отерав. Вика, од кабинетот на председателот, абе, викам, шетај. Абе, бега од тука, викам, кој си ти бе по телефон? Знаеш, онака, ја дремам дома наапан. И после тоа се разбравме, да. Стево се одржи прв човек што се сетил да ни даде нешто, некакво признание, официјално државно. За Бубамари не брам, Бубамара е приватна Бубамара е институција, меѓутоа зборам за официјална државна, да речем. Државна награда. Значи, ова од Стево Пендаровски е прва државна награда. Прво нешто што сме добиле од државата, прво нешто. Тоа не е парична награда. Не е парично, не е парично, не. Тоа е признание за заслуги за Република Македонија. Конечно, значи тоа нешто? Па не знам што значи, значи признание. Не, па ќе видиме. Вас ови... Како не, па како не? Па мислам. Дека некој се сети на К-15. Дека некој се сети на К-15. Стево ме извади од памет, да ти кажам наискрено. Мислам позитивно. Да. Каде, бидејќи ги спомена Монти Пајтон, каде е врвот, како да кажам, кој е лимитот на К-15? Нема лимит. Ако отидеше во Србија, ако отидеше... Нема лимит, Мишко, тоа, знаеш, публиката, види, тој си хумор. размислувал Не сум размислувал, ние само пробам, ние никош не сме размислували,
преска ти кажав, ни колку ќе трае, ни дали ќе трае, ни дали ќе го прифатат луѓето. Дали тоа е наш начин на хумор. Наш израз е тоа. Ние така гледаме, и сатирата наш стил е тоа, наши стандарди се тоа. И не знам, нема лимит у таа приказна. Креативата нема лимит. И мислиш, дали ќе го прифатат? Не дали ќе го прифатат, Што? да постоеше К-15, да не завршеше приказната, не завршена, да не застанеше тамо каде што застана приказната, да беше на пример К-15 во Британија. Не Кол знам. кафе Па не знам. Па не знам. Не знам. Кол кафе, што мислиш кол кафе? Каков импакт ќе имаше? Каков импакт ќе имаше? Па еве ти, види, Монти Пајтон, јас сум пораснал со Монти Пајтон. Ние, знаеш што, јас сум гор со ние направивме оригинална варијанта на хумор. И на сатира. Ние не копираме никого. Знаете зашто прашам? Затоа што вие и добивте награда за реклама, за радио реклама на голем фестивал. Не радио реклама, телевизиска. Не, телевизиска реков. Вие добивте реклама. Епика у Париз. Да, добивме. Трето место освои рекламата за Тиквеш. И тоа без никакво лобирање, без ништо. Зошто кај нас секи ти простат успех никако да ти простат. Се Па гледа, не знам. се утепа од пари прави. Нема врска тоа. Вика, дај Боже така да мислат, знаеш, боле да мислат. Па не знам. Не знам, тоа е. Не знам што да ти кажам. Ликовите се смислени како радио ликови, кога почнувавте. Не, ликовите беа радио ликови, се снимаме, меѓутоа ние ги направиме телевизиски после, со целиот аутфит. Сето сакав да прашам. Тој аутфитот, на пример, оно со коценцето на Знаеш зошто е така? Ние тие ликови ги направивме да изгледат ефтино. Таков лик не можеш да сретнеш на улица. Така? Од Марс се гледа дека тоа перика и бркови. И металик сакоа. Тие ликови се направени за сите да се видиме во нив, а на кој нема одговара да не мора да се види во него, пошто никој не личи на тој лик. Као ова не е за мене. Затоа така изгледаат. Ме разбираш? Не, те разбирам. Ако не ми одговара, не мора да се видам во него, затоа што не личи на мене, не можеш така да видиш на улица. Затоа се така, они изгледаат, ние намерно ги направивме така. Знаеш, имаш филмски бради и бркови, и мустаки. Не, ние, ја изолир бан црн може да залепам овде. Се гледа од Марс дека е перика и бркови, ја и бане што носим и миле паника. Бубон не треба да носи ништо, нема потреба. Он од Марс се гледа. Што треба да носи? Ние носевме перики и бркови, зашто да носи? Што има да носи? И тоа, да. Има тоа дава додатен ефект. Ама да, тие се карикатури ефтини, како од ефтин стрип изгледат, ама приказката е малку другачија онатре, многу е другачија приказката. Целиот комплет како комплет. Се е така извртено направено, да, ефтина карикатура, ама муаветот е не, муаветот. Добро, Блажо Селјако и исто и Блажо, па исто. Тие се тие другари најбољи. Ристо, Блажо разбираш, да. Добро, помрднати ли сме малку на подобро? Па да ти кажам, не знам, се надевам. Ти века, ти кажи ми, како гледаш ти? Се плашам да кажам. Не се плаши, ке те однесам да ти баат од уплав. Се плашам да кажам. Не знам дали сме мрднати. Не се плашам да кажам дека не сме мрднати, тоа сакам да кажам. Па не знам дали сме мрднати, па нешто во некој филм. Па не знаеш како, малку летаргична е целата приказка во Македонија. Јас барем тоа, јас кога гледам, јас стварно не пратам ни медиуми, не пратам ни, што гледам по луѓе, летаргична е малку приказката. Знаеш, луѓето се нема некако еланот е паднат некако генерално за било што, еланот е паднат, летаргија, малку така ми делува, дај Боже сум грешка, во генералното живење. Гледам луѓе, знаеш, какви муавети правам, јас имам многу пријатели, и кој правиме муавет, сите се, знаеш, како помирувачки, а тоа не е добро. Тоа сакам да го прашам, затоа дали сме помрднати, бидејќи муаветот на просечен македонец е
Кјути трае може и Кјути полошо. трае тоа, па А тоа е никогаш тоа. не викам може и подобро. Па тоа е тоа. Па тоа ти кажам, ние бевме првите што не сме биле првите што генерално драстично што направивме многу остра сатира, нешто да се каже другачие. Кај нас тоа било. Беше Тоа е Хихирико. тоа. Хихирико беше блага, имаше сатира, меѓутоа беше таква другачија сатира. Ние удривме Вие удривте директно. и многу покојни спомнав, меѓутоа морам да ги спомнам и покоен Дарко Марковиќ со Дарко Марковиќ легенда. Не, он беше. Дарко Марковиќ. Дармар. Дармар беше, Пецко му беше, чу и он со тие филмови документарчи, он беше само едини. За мене. Па како може ние од сето тоа што сме го имале? Па Дарко, ние многу бевме блиски со Дарко, Бог да го прости. Генијалац. Абе, генијалец. Неверојатен. Он беше сатирата јака остра, до даска. И ние се појавивме, друга форма, значи различни стилови се тоа, меѓутоа со исти интензитет, да речем. Страшно Значи, остра нема порака. одличен и интелигентна сатира, го заборев, фала што ме подсети, Дармар Па не, беше. јас се види, затоа што ние Дармар- јас тогаш бев студент. Значи ние кога доаѓавме во Скопје, говорам 97 година, 96-97 година. Тогаш имало, сега што се испревртени работите, испреплетени, каде што некои од колегите јас не можам да ги препознавам, например, на новинари, во што се претворено, се е претворено ова како една бара и кој ќе излезеш малку надвор, кој ќе отидеш Белград, Хрватска, Словенија, па да не говорам надвор нека Западна Европа, и кога ќе се вратиш овде ти треба еден културолошки шок, да се малку 7 дена да се собереш. Да. Сакам да кажам кога доаѓавме. К15 беше стварно остра сатира, за која што и ние како студенти разговаравме. Остра до даска, Значи, ама ние се нема, тепавме да немаше, купуваме нема вулгаризми кај нас. Не говорам за Да, вулгаризм. да. Ние се тепавме да купуваме дневник. Секој петок ќе излезе, не знам, Антена. Тоа беа златни време, ќе излезе Дармар. Ќе излезе, Дармар. како се вели, професорот Марјановиќ, аман како ми тргне емисијава, да прочиташ колумна. Денес немаш што да прочиташ, што да гледаш, човеч. Нема сатира. нема. Осте, не Нема знам во сатира. какво Постои ли состојба е. тоа? Па не знам. Ја Не знам, нели како тоа беше... печатен медиум. Нели Па беше е, со Остен сатира? беше, па Остен беше сатира. Тоа Остен, беше Остен. пионерот. Само да те сега ми Дармар ни го правеше плакатот за концертот на нас. Ете. Дарко ни го направи. Дарко, многу бевме блиски, ептен, се поддржававме и он, ние го сакавме многу и он не сакаше, ние бевме деца за него. Ние Какви тогаш карикатури почнавме, беа тие, не, значи, карикатури, весникот какви вака текстови, го читаш, од какви позади го текстови, читаш не бе, порака, у 3 слики ти раскаже филм и удара до Апсолутно, даска. Нема што, генијалец. А и Вашева беше она со буџетот, таа мислам дека последна беше 12. Таа беше многу сериозно. Дали беше со буџетот или беше за Македонија, 12 минути траеше таа. Тоа е пред скеч, скъснувањето скеч, таа 12 минути па траеше. снимале многу сега, ме подсетиш. Не, тој беше сериозен скеч, каде што беше исклучително оштереден од последните чинам, дека и на Алфа одеше тогаш. Вие одевте на Алфа, така или не? Одевме на Алфа. Одевте малку На Алфа. крај одевме на Алфа. Значи, вие почнавте крај. Ајден, подевте Сител, МТВ, Канал 5 и Алфа. А и МТВ, да. И МТВ одевме, да. Сител освен на Телма. Аха. Добро, тамо, како се наплакеше просторот, како се Не например? се вие? наплакеше, знаеш како се договаравме ние? Значи, ние не наплакаме ништо. Ние Сега живееме нели по од закон нашите како- реклами. Ние носиме тамо вака. Имаше ти си знаеш телевизија, нели у саат време беше 6 минути реклами. Едно време, сега не знам колку Сега е. мислам дека се 12 Така, добро, 6 минути, добро, не е битно. Нашата епизода е пола саат. Ние имаме 3 минути рекламен простор. И ние даваме од нашиот рекламен простор на телевизијата. 3 минути. Не, 2 минути за нас, 1 минута за телевизија. А, од тие 3 минути? Од тие 3 минути, Пошто тоа ние зависи 3 како- минути вкупно Аха. имаме на пола саат. Нашата епизода е пола саат. Да. Само имавме предност, они да си ставаат реклами, и пред тоа ставаат реклами пред емисија и после емисија, телевизијата они, само имавме предност, се договаравме, есновски, ако ние пуштиме реклама за кафе некоја, они да не пуштаат за друго кафе реклама. Да. Или ако пуштаме за некој детергент, они за друг Да не детергент пуштат да за не друг. пуштаат. Да. Добро, тоа Да јас нема, сум го то правил и еснаски. со Па да, емисијава, толку, да. Ако толку. пуштам ја за фармацевски, не може За да врска, ти конкурентски. пушти, ја ако пуштам за пиво, ти пушти за вино.
Да. Нешто, нема вез. Да, тоа. Само тоа Но беше. тоа не е некоја пара да не влегуваат луѓето. Не, они си знаат, ние од тоа живеевме. И ние му носиме епизоди, не сме продукција комплетна, само му даваме и он треба да стисне плей. Кој беше тој што преговараше со бизнисмени за реклами за Сите ние, Сите? сите сегде устрелци. имаше терсене Сите, Терсене. па имаше секакви, имаше. Окей, бе, генерално окей. Вака кодиш Луѓето некој. види. А има такви че ќе да ти кажам што ти велат. Како? Има некои кои што вика че ќе да ти кажам ти не разбираш, тие такви има. Има како тие- не. тие ми се најсимпатични. Па тие се убави, да, супер. Тие се има секако. Добре се, луѓе. Знаеш како е. Ние па, и знаеш, прво ние ги баравме првите 2-3 циклуса, после луѓето не бараа нас. Зашто рекламите има ефект, има успех. Да. Па да. И генерално сме работеле со многу добри луѓе. Тие фирми, не знам дали постојат уште, што сме многу фирми имаме, ние стотици реклами имаме снимано, кампањи, вакви, онакви, наградни игри сме правеле, све. Со фини луѓе, најфини. За Сме се кампањи договарале. партиски бе викале или? За партиски не. Не викале за партиски, меѓутоа монтирале кај нас. Митинзи. Кои имале добро, тоа е конвенции, кога имало избори. Не, ние вака за само ние појавување имавме кран, види, ние први земавме кран, МТВ имаше еден кран, беше расипан, ова ти кажам, па е 90-ти години, прошли век. И го изнемуваа, го рентаат, ние су есновски. Доаѓаат една партија, монтира конвенција, само ги одвајавме по еден сат, за да не се сретнат. Да не се монтирале кај нас. Значи, кредитите Ние ги сме професионалци, ќе измонтира, имате материјали, си монтира. Не, добро, Пушти на не телевизија. говорам за да ве повика некој К15 како што дали пејачи се Не, појавиле, па К15, но не се знам, и не сеќам сеќам дали не повикувале, ама не. Инвестирањето во кредити условно кажано е практично купување на кран, на опрема кое што е Тоа, на кое што е кран и на неопходно. сеж, па да, Практично апсолутно. тоа е ова се што гледате. Ама апсолутно. Кое што јас сега си го Тоа е ова. И инвестирам Ова, да ова. треба се купи ова. Да, од ова треба леп да тоа, извадиш. треба од леп да микрофон, извадиш, ова се така е. купува и Така кога кажував колкав е лимитот, сега тоа се смешни суми, меѓутоа во светот се вртат милиони, ако не и милиарди во светот на. Сега ја ќе го сврстам во шоу бизнис, овие го сврстуваат во естрада, меѓутоа ваков како К15 проект би чинел поприлично бај. Бичил поприлично, ама пази, на вакви проекти работат 300 души, а на К15 работат 3 души. Јасно ми е тоа, да. Тоа е таа мала разлика, што се мери со светлосни години. Да, така е. Јако е. И утовар, истовар, и се што треба. 300 души работат на ваков проект, 300 души. Па види За- ги одевни шпици на најсериите, види одевна шпица, види колку имиња има. Ама чеј, К15 беа тројца. 300 луѓе да работат, ко можеме? Кој може 10 души тројца, да го сработиме, кој може тројца, не, тројца го правеа тоа се. А беа ангажирани 10 души. Да. Толку. И сега они ангажираат $300. 10 души со си чистачката, со си чуварот. Толку. Вие у тие 300 души не ги ни бројат тие чистачките. Не, Говорам не за зборам за тие што европските. работат директно Да. у приказката, на дијалози, на сценаристи, не знам, свашта сценографии, костимографии. Шега на страна, да, отиде на бизнисот многу, гледам дека едно време па кога запна филмот, кога ќе мислам дека ви урочија за тоа кога ги спомена бајачките. Филмот, Макар што се имаше, појави требаше, TV, требаше филмот, не испадна и да ти кажам, Па веројатно има. не погоди тоа нешто многу, не патиме по филмот многу, стварно. Па после имаше и еве ги во Нема филм исплачи. Стилоги, кај се појавите во. Па не у Балкан Кан во играме, Балкан ја и Кан, Бане да. играме у Балкан Кан, па играме, не знам кај играме. Кај Митричевски, ама таму се појаваме 3 секунди, Да, нема и оддалеку во сме, не се Балкан ни гледаме Да. таму. Нека сцена, таму сме, баш сме статисти, нема вез. А у Балкан Кан играме, ја и Бане, имаме улоги на почеток таму, играме. А би можел Васко да биде Миле Паника, а Бранко Тошо Малерот? Тешко. Тешко, така? Па нема потреба. Ја сме другари, и сме близнаци, и сме... Кога се делеше... Не бе некој се делеше. Ние баш имавме еден скеч кој ги менјаме периките. Имаме, плячкаме некоја банка, сега ми текна, ги менјаме периките, за да не познаат да ме плячкаме. Јас ставам Миле Паника, он тошо. И идеме да плячкаме банка, искочи банка за сперма. Се сгрешиле банката. Скеч, све е тоа старост. У ствари све е старо, каби и ние сме стари.
Старо е, не стари сме, ама... Не бе, супер сме. Какви стари, Супер бе? сме, Какви да, стари, супер бе? сме. Сме тамам. Не ги давам моите години за ништо. Супер сме. Има ли моменти кога прво носталгичен си? Према К-15? Генерално. Генерално, како човек, па после Па према види, К-15. носталгија, да само ти кажам, тој што кажува дека не е носталгичен, лаже. Има носталгија, зависи од кој интензитет на носталгија имаш. Не може да не ти фали нешто. Ако си живеел, Колку ти фали К-15? Носталгија, бе. К-15. Од 1 до 10 Да ти колку кажам фали? наискрено, К-15, сега може ќе ти биде чудно. Не ми фали. Кога би го правил пак, би било добро, а ако не би го правил, не ми фали. Затоа што, знаеш зошто? Не ми фали, затоа што јас сум скромен човек. Тоа што го имаме направено, тој квантитет, тој број на скечеви, на епизоди, на се и се што имаме направено, мене ми е окей. Добро, води некој бројка колку скечеви се направени? Водиш Мишко, сега ќе ти кажем, никој не води бројка, тоа тешко се брои вака, грубо, по циклуси не сме број, 20 години е тоа. Па мислам дека околу 3000 би требало да има. Плюс, минус, плюс. Тоа е сериозна цифра. Баш ка реклами, баш ка други детски емисии снимавме некои, Чудесата земја Македонија. Свашта. Нашата архива е 1,4 тера. Имаме бекап сите. Прво бе касетите се за ѓубре више. Па DVD-а, MVD-а и тие не знам ни кај се не. Да, а тоа што е на касети архивата е извадено предпоставам, така се извадено, имаме вако тие како се вика, јас сум тапак хард надворешен хард и си јас имам дома, имам 2 бекапа такви и целата архива е таму и тие си стојат у фиока. Чувај у шифоња, не па се чува тоа апсолутно. Историјата, видејќи Па овие други тоа ми е животот. Да, овие други не чуваат. Сите чуваме. Моментот кога решавате кој ја носи одлуката, дечки готово. Сите тројца? Никој не е одлуката, немаше одлука, едноставно спонтано дојде, тоа ни се десија многу работи што не зависат од нас. Добро, и тоа не измрцвари, тоа не притисокот. измрцвари, знаеш, ние отидовме у стечај. И само си фати фейд аут. Ова беше Никој не каже нема да снимаме веќе. Ние се измрцваривме, нас ни ја зема цела енергија, ни се десија некои работи. Не е телевизијата, генерално ни се случија некои работи. Не сакам да зборам за тоа. Добро да ви, што ние не горе зависат долу од ги нас. знаеме со Тарпс, со тука Не политички Тарпс, притисок. не Тарпс и Тарпс нема везе. И Тарпс нема везе. Други работи ни се деси. Нема врска и Тарпс. Тарпс беше најава. Ние немаме инвестирано нешто у Тарпс па да изгориме таму. Тарпс беше најава за нешто да се случи. Нема врска Тарпс. Други работи ни се случија. Со имотно-правни односи, со објектите што ги правевме. Добро. Да, објекти, толку. И точка. И колку пари изгубивте? Не дискутирам, не изгубивме ништо. Отидовме у стечај. Хипотека се активира и отидовме у стечај. И тоа не измрцвари. Не изгубивме пари. Изгубивме ствари многу пари. Ама, значи, не е битно. Се случија некои работи што не зависат од нас. Толку, таа реченица ја кажем и некем да дискутирам на таа тема, затоа што и на мене ми е преку глава и ми е... И отидовме у стечај имавме без вези, тоа не изгњави на крај, не измрцвари. И само спонтано заврши К-15. Тоа е приказката. Никој не забранил нас директно и ние не сме кажале да седнеме, дечки, доста е К-15. Не, види. Само си дојде. Види, Васко, Отидовме у стечај, заврши фирмата и проектот сгасна автоматски. Апсолутно, да, но на јавноста е јасно како оди таа приказка, но ајде да не убацуваме политика. Тогаш ти пука филм и оди за Австралија? Да, тогаш ми пука филм и одам за Австралија. И ми уклопи шема, имав ја приказка тамо. Да, ми пука филм. Буквално. Колку седеше во Австралија? 3,5 години. Мене ми пукна филмот од цело тоа што ни се случи, викам мора сменам малку, нема да се ресетирам. На 50 години отидов таму. Добре, а Стојан Тачката беше у Нов Зеланд, така? Не, Стојан Тачката е у Мелбурн. У Австралија Јас сум кум на Тачката. Веќе си му кум за тоа. Па така искочи комбинација нешто и ја отидов таму. Кај него отидете Австралија? Не кај него. Отидов другачие, не е битно како отидов. И отидов, да. И бев 3,5 години и се вратив.
пробуваш од тамо. Па не пробува, За да, таму снимав, таму направив продукција, меѓутоа не можев да живеам од тоа таму, другачи се. Најдов добри деца, Омер и Беби Зекировски, тие се у Сиднеј. Двајца браќа, продукција има топ дечки, битолчани. Млади деца, јас таму ги запознав, одлични дечки, одлични. Со нив се споивме, снимив таму, не знам, 10 скеча, не знам колку снимив. Праќав на Бане му праќав, Бане го правеше вчерашни. Да, вчерашни. Праќав од таму некои репортери снимав, како репортери, како од нашиот дописник од Мелбурн, она. И беше окей. После дов таму и знаеш како, јас си дојдов тука, онака дојдов да си видам луѓе. И фати карантинот. Короната фати. Иначе, случајно, јас нели доаѓаш еднаш годишно таму. Ако не дојдеше да останеш, ќе загледав уште година и по таму. Таму ги растурија со карантин. Мелбурн највише го изедува. Значи највише година дена беа карантин таму. Да. Ни авиони, ни влез, ни излез, ништо, ни улаз, ни излаз. Со Џокови, немете, значи фашизам, онако. А што работеше Васко во Австралија? Се и се што. Се и се што, да. Ја работев по фабрики таму, по магазини, па не можеш, јас социологија не ми се признава. Јас со продукција Бане, не можам да живеам ја тоа. Работев, ја немам проблем. Ја работев во фабрика за шпагети таму. Па работев у ништо паков шпагети нешто, машина има тука, пакуваш, правиш. По фабрики работев. Баш по магазини, овој магазин паков кукли. Пакувам кукли таму нешто. Да. Свашта работа. Се и се што. Сега, знаеш, немаш занат. Знаеш ли кои се најаки фраери таму? Занат, викам, ја тоа гледам, знаеш, дедо ми кој ми зборише занат, ние со пенкалата нема везе со факултети, водоинсталатор, електричар, паркет, гипс картон, молер. Тие се најаки играчи. Ја имам 3 клинци заковани у живот. Од кои што двата у прст. Ние со пенкалата, ништо пенкалото, 0 бодова. Тие се најаки играчи таму и сегде у свет. Ние факултетот ти се признаа, не ти се признаа, ништо не важи, нема везе. Продукција, нема врска. Едноставно вако кога ќе слушам, знаеш, просто ми малку не жале пред група зборно дека го спомнав. Паре, како се одвивал животот, почнеш со К15, стигнеш до некој ниво, па доаѓаш, па се разочаруваш, па одиш. Па добро, таков е живот, вака е животот. Да, па завршуваш. Види, јас сум гњурец, знам таласи како изгледаат, јас сум научен тоа. А гњурењето и тоа го остави? Па не, па добро, и тоа изгњурев све. Јас сум сега, виж, да изгњурев све. А и тоа е скапа играчка, така? Не е скапа. Не? Ништо поскапо од скијање. Ништо поскапо, можда малце нешто, не ништо. Колку најдлабоко имаш отидено? Каде? Па види, тоа сите ме прашуваат тоа. Не е тоа фин. Ја имам на 60 метри отидено, 60 метри отидено. Види, не е финта, не е уопште поентата кој ќе отиде. Мене најубавите гњурења ми се на 10 метри. Има светло, има сонце, има филингот е доле битен. На 60 метри прво не можеш да останеш многу долго, ради компресија. Сите гњурења, јас сум професионалец за рекреативци. Јас сум обучавал гњурци и сум бил водич. До 42 метра, сите тие таблици за декомпресија за 42 метра. Немаш потреба да одиш подлабоко, нема везе. Доле темница. Се губат боите доле. Ти викам, најубавите гњурења ми се меѓу 10 и 15 метра, 20 метра. Има светло, боите ги гледаш. Си и тука нема дека како не 100 пати. Сум гњурал јас со ајкули, со баракуди, со се живо. Ајкули се гњура? Така фино. И? Види, ти како ме гледаш сега да ти кажам, гледај се живо бега од тебе доле, знаеш, тие филмови. Тој Спилберг, која направи Ајкула, и сите не извади од памет, така, првиот филм. Чека, не бе, имаше. Добро да имаше, а колку има у собраќајки што гинат, и од волци, и од мечки, и од кобри, и од се живо. Сега ние Ајкула, ма тоа ни е увртено у глава Ајкула. Јас сум гирал со Чекич Ајкула. Бела не сум видел, меѓутоа сум видел сива, тие си исто по 4 метра, по 4 може. Тоа ќе ти кажам, Спилберг прво сите ги изеде у првиот дел, у вториот дел почна да ги брка по тротоари, излезе од морето и по семафори почна да ги брка. И тоа е приказката и сите, чека, идеме у планина, може ли мечка да ни искочи? Може ли? Па може. Па тоа прикши се како ти кажам. Вториот дел почна да искочи на плажа почна да ги брка по улици, по семафори, по лека, чека сега.
Па јас сум 20 баракуда, пола тело е вилица, џукела е тоа, ме изадат сите. Нема, се живо бега. Гњурец е ружно створење под вода со тие цревата, сите бегаат од тебе, само не се закачи. Нема поружно створење од гњурец под вода. Само не пипај, знаеш, гњурење има правило, не пипај ништо. Ама добра психологија, Има и копри. Абе сега психологија, види, на нас гњурци нешто ни фали малку, се поштено. Па нешто, па добро сега, ние идеме, тоа е екстремен, сега ни фали. Добро, јас се зезам сега, се зезам, тој воден свет, ама не знаеш... Има и прекрасни работи. Абе, не прекрасни, се е прекрасно. Се е прекрасно. Само немој да пипаш доле, само се поздравиме оддалеку. Здраво, добро е. Не мора се галиме, не мора ручно да се поздравуваме. Зашто? Не се познаваме, не мора да толку со гушкање одма. Зашто? Нема везе, прика. Ама добро е, ама тоа престана, така веќе биде. Не, па доста, јас се изњурив, сега сум више 59 години сум ја, не. И со притисок ми варира, сега, све сме сега, доста, и све изњурив. А тоа, од каде ти е гњурењето? На колку години? Од дете, па тоа го фатив на 30. Тогаш ми се укажа прилика. И че од дете го сакам, ја Жак Кусто ми било... Пратин сум ти кажал дека имам ја филм подводен. Знаеш дека имам? Знам. Да, имам награда у Киев за камера. Тој го имам снимено у Бермудски триаголник. Браво. Па вика, како бе, вика, тамо ги снимаме. Вика, ми изгледа не работел тој период, ја која гњурев. Сум фатил која не работи. Таму сум бил 3-4 пати по месец и пол. Па и за тоа има фама, да ти кажам, браво. Што? Па се е фама, бе. Мене ми е језа да прелетам од Европа до Америка, негде, од тој Бермудски триаголник, немек тие остро. Слушај, ја барем доека бев таму, окей беше. Сега не знам. А го споменав и тачката. Тачката е доле, да. Оси е у Австралија. Он е Мелбурн, он е веќе 15 години таму. И он малку од пап, од едно од друго Он генерација. он отиде таму, да. Он е таму, он е од 2005-2006 таму, скоро, ше малце 15 години. Он е Ози. И златни генерации, што златни генерации бевте ние од вас учиме. Да, баш беше добра екипа. Добра екипа бевме. Јас не знам, ќе посакам се најубаво во понатаму, сакам што побрзо К15 некако да се врати, не ни чепкаме. Додека сме ние живи, стои таа приказка. Сега за сега немаме ништо конкретно, меѓутоа стои тоа. Не се обесени копачките, ти убаво кажа, не се закачени на клинет, не се закачени, не. Тоа е бизнисменски како да завршиме муабетот. Сега би требало да има повеќе пари во Македонија, баре кога го гледаме буџетот се. Ке видиме, знаеш, не сме излезени сме од таа приказка, не сум. Има ли кои што на пример еве како го спомена Рус, кој дојде кој што кажеш, зашто прекинавте ви? Има ли некој кој што сега рече, што правите ве, што не продолжите? Па не има многу. И толку тука заврши прашањето. И ние викаме ќе видиме дали ќе продолжиме. И толку е диалогот. А ти мислиш дали има некој да понуди нешто? Не. Нема. Зошто прекинавте? Знаеш, многу фали. Викам, фала ти на комплиментот. Ти го исчегов микрофонот, дечко. Ако нема врска, не се слушате, не се такви специјални за... Нема ништо, не ни ги знам сега како одат. Треба да седнеме да видиме, знаеш, ние снимаме реклами уште. Секој си има цена од нас. Бане снима, и Бубо снима реклами, јас снимам реклами, башка. Се гледаме ние, ќе се чуеме, ќе се видиме. Меѓутоа, со збиранка не сме дискутирале и ќе видиме. Просто е неверојатен за крај тој Нострадамус ефект, например, ќе видат некој лапсус или некоја глупост на, како се вели, на политичарите кај нас и ќе ви извадат некој оригинал, пред 25 години. Ово е за Намицковски, за колената, дали... Не сум гледал тоа. Лајле го извадија тој, ти Миле, за дали те вртат колената тебе, како не знам за Мицковски што се десило, стварно не. Дека зашто летал у бизнис класа, па затоа што дека бил спортист, го му биле долги нозите. Не сум го гледал, да. Ја овој го залепија скечот. И го залепија скечот и многу скечови залепија кои што одговараат на ваквото. Затоа велам дека има работа во Македонија. Јас се надам дека ќе стигнеме и до некој ниво каде што ќе има и пари од ова што го работиме. Живи здрави, тука сме. Телевизиите порекано сигурно како
Оној барем рекламен простор се повеќе Слушай, се, ја и се ти е на сме подкаст. истата приказка сме ние, ти многу добро знаеш. Да. И тоа што збориш и тоа што би ти одговорил ја. Да. Нема Ми потреба. беше драго што беше дел од овој И на мене исто, подкаст. стално ми е со тебе. Ја и ти сме втор пат правиме емисија, Да. со тебе ми е секојаш драго да си правиме муав, затоа што си спонтан, нормален, реален и си правиме Да. баш најобични, ама не се обични. Многу значи убави муабети што сакаме да кажеме сите теми, сите области ги И да опфаќаш. испратиме и порака, да. Да, и да испратиме и порака. Па еве, ми е на- драго секојаш да. со тебе, кога седам Знаеш кога што, правам например, муабет. сега ми е многу драго што еве Дармар го Дармар го спомнавме за најубав, Да, најубав за најубав човек. го споменавме. Значи прекрасен. К15 Дармар имаме Алјоша Руси го Алјоша спомнавме. Руси, да. Исто. И имаме ние многу уште Да. многу луѓе да спомнуваме. Васко, Има многу ликови благодарам убави. многу. Продолжи таму каде Драго што ми си беше. со воспитување во СОС детско Идеме село, реков тоа понатаму. е една посебна голема приказна за која што ќе Тоа е разговараме. голема приказна. А ние ќе чекаме К15. Ќе се чекаме. Благодарам. Благодарам и вам, почитувани што бевте со нас. Беше ова Васко Тодоров, К15 или Тошо Малерост. Благодарности до форма нова нашите спонзори. Гледајте бизнис муабети на Фактор МК секој петок. Довидување.